Албанија ја дувна свекичката со број 6 символично означувајќи го отворањето на последниот, 6ти кластер од пристапниот процес. Со тоа, Тирана ја заокружи првата фаза по само 13 месеци преговори. Денеска во Брисел беше отворен кластер од ресурси, земјоделство и кохезија и пред Албанија, како што рече премиерот Еди Рама, сега е клучниот предизвик да ги затвори сите поглавја во наредните 2 години. We will do everything to be always where we should be based on the plan to end this first phase by concluding the accession talks within 2027. Stop me, because otherwise I'll not stop saying thank you, 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 thank you. Албанија го отвори првиот кластер лани во октомври, непосредно откако Брисел одлучи да ја раздвои од преговарачкиот пакет со Македонија, а Тирана ги почна сама преговорите низ кластери. Денешниот ден не е посебен само за Албанија, туку и за ЕУ, рече еврокомесарката Марта Кос, која додаде дека сега Тирана треба да ги продолжи клучните реформи со правосудството, борбата против корупцијата и малцинските права. Albania is the best example of transformative power of enlargement. It shows that when you deliver, you progress. You are an inspiration to many in the Western Balkans, for many citizens who would like to see the same determination and change in their countries. Opening all clusters is a great success, but closing them is the real price. Слични пораки се очекува да испрати шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул, која почна 3-дневната турнеја низ земјите од Западен Балкан, а во чии рамки ќе ја посети и Македонија. Тој денеска е во Подгорица, Тирана и Белград, а утре по посетата на Приштина ќе допатува и во Скопје. Од Сараево, Вадефул порача дека целта на посетата е да се забрза евроинтеграцијата на регионот, но само доколку земјите ги исполнат реформите. Dabei ist klar, der Beitrittsprozess ist und bleibt leistungsbasiert. Das bedeutet für die Länder des westlichen Balkans tiefgreifende, oft auch schwierige Reformen. An ihnen führt aber kein Weg vorbei, auch keine Abkürzung. Албанија и посебно Црна Гора беа означени како лидери меѓу земјите кандидатки за време на презентирањето на извештаите за напредокот пред 2 недели во Брисел. Пофалби добија и Украина и Молдавија, кои се очекува да ги почнат преговорите ако Унгарија одлучи да го тргне ветото кон Киев.